Добар ден на сите. Денес ќе зборуваме за прозниот опус на Конески, кој, како што знаете, се состои главно од раскази, дневнички и мемуарски записи и делумно од песни во проза, затоа ќе зборувам во предавањето. Конески никош не се зафатил со големиот раскажувачки жанр со романот, така што целото предавање е посветено токму на неговите раскази. Ќе се обидам да направам едно инструктивно резиме на почетокот на прозниот опус на Блаже Конески, кој има не само дескриптивна, туку и жанровско-класификацијска и стилистичка заправо намера, што соодветствува и на самиот состав на прозното дело на Конески. Прозата на Конески е сочинета од текстови пишувани и објавувани од 953 до 993 година. 10 кратки раскази од збирката Алозија од 55-та, 91 дневнички запис, 72 од нив припаѓаат на дневник по многу години, а 19 на дневник од Нишка бања и една мистификација. Вкупно 102 текста, од кои што 2 имаат форма на записи во стих, а другите форма на проза во широка смисла на зборот. Во книжевно-уметничка проза во потесна жанровска смисла на зборот спаѓаат само расказите од збирката Лози. Дневничките записи имаат гранична двојна жанровска припадност, поради тоа што содржат елементи на биографски, мемуарски и есеистички карактер. При што фикционалниот елемент, битен за раскажувачката книжевност, е сведен на минимум. Иако се опфатени под генеричкиот поим проза, тие текстови имаат всушност различни жанровски и стилски доминанти. Тука треба да кажам дека прозата на Блаже Конески ја објавивме во рамки на критичкото издание на целокупните дела на Конески, што е проект на Ману, започнато од академик Ѓурчинов, продолжен од мене, а токму тој том број 4 го приредив и јас се занимавав со проучување на прозата на Конески во тој период, значи пред 4 години веќе. Тие се на различен начин литераризирани и различно поставени спрема естетската функција и обратно, тие на различен начин се однесуваат спрема прагматичната и референцијалната функција, се мисли на сите прозни текстови на Конески. Например, едни негови прозни текстови се реалистични и содржат елементи на хроника и мемуар, па дури можеме да ги карактеризираме како автобиографски, други пак се херметични, поетични, имагинарни, а трети се филозофски, книжевно-критички устроени. Некои имаат карактер на кусификции, например, други на песни во проза. Некои имаат видлив естетски карактер, а некои пак имаат дискретен, имплицитен естетски, односно фикционален карактер. Токму затоа, за еден дел од прозата на Конески може да се каже дека е книжевно-уметничка во потесна смисла на зборот, кусификции и раскази, а за еден друг дел прозни записи, дека се вклопуваат во категоријата проза во поширока смисла на зборот и тука влегуваат критиките, пригодните текстови и оние кои се книжевни или паракнижевни мемуарски записи. Значи имаме проза која е делумно раскажувачка фикција, делумно не фикција. Прозното дело на Конески го доведува до крајни граници поимот раскажувачка фикција. Неговата проза во еден свој дел е делумно раскажувачка, а во еден друг свој дел делумно не фикција или non-fiction. Не содржи фикционални елементи, туку многу повеќе мемуарски, автобиографски и во таа смисла некои прагматично реалистични елементи. Прозата на Конески го проектира развојот на неговите сваќања за границите на книжевните видови говор. Таа го сигнализира всушност начинот на кој што тој кај него се освестува и се изразува авторската намера.
Оттаму некои текстови на Конески првично се објавени како записи во проза и како песни во проза, застапени се и во поетските збирки посланија и записи, но подоцна самиот Конески ќе ги прекласифицира и ќе ги вклучи во составот на прозните книги на Конески, неговите прозни книги. Раните традиционални поимања на прозниот дискурс, применети во реалистичните раскази од збирката Лозије, значи еволуираат во оној миг кога Конески се отвора спрема говорните матрици кои можеби инклинираат кон книжевноста, но се уште не се книжевност. Значи, кои се уште не се фикција во вистинска смисла на зборот. Конески ја ослободил радикално својата раскажувачка реч и во известна смисла ги навестил тековите на постмодернистичката проза кај нас, која го канонизира бришењето на границите меѓу фикцијата и нефикцијата. Тука може да забележиме дека од 55-та година, да кажеме до некаде крајот на 70-тите или 80-тите години, веќе е направена една пауза во пишување на занимавање со прозниот дискурс, со расказот, за потоа целиот интерес на Конески за прозата да се оствари во форма на дневничко-мемуарски записи и во форма на песни во проза, односно поетизирана проза. Конески, би рекла, знаел дека рецепцијата на неговиот прозен писателски опус не зависи само од неговата авторска намера, туку и од другите две намери. Тоа е читателската и намерата која се однесува на самите текстови. Она четврта намера, што Умберто Еко ја нарекува интертекстуална и која се однесува на односите меѓу самите текстови, значи интересот на еден текст према другите текстови, дали ќе го цитира или ќе прави реминисценција на него или ќе го пародира и така натаму, би можела да се вклопи на некој начин и во третата интенција на самиот текст, така што иако зборуваме само за три намери, нема да биде погрешно. Сега, како тука ќе ги поделиме тие прозни текстови на Конески? Во групата под А би влегле прозните текстови кои се куси фикции или раскази и имаат стабилен жанровски статус. Го почитуваат на стабилен начин жанровскиот раскажувачки принцип. Во категоријата под Б влегуваат текстовите кои се во прво време третирани како песни во проза, значи немаат жанровски статус и имаат отворена форма, затоа што подоцна се третирани како фикција. Затоа тие се идентификувани не само од Конески, туку и од приредувачите на неговото творештво досега, како поетизирана проза. Тука влегуваат записите во проза, песните во проза, есеистичките цртички, дневничките и мемуарските записи. Самиот Конески во својот предговор кон Дневник по многу години на ваков начин ја објаснува генезата на отворената форма на дневничкиот дискурс со кој што тој, ја збогатил македонската книжевност. Тој вели: "Јас никогаш не сум водел дневник, таков навик не се беше создал во мене. Сепак си реков дека отворената форма на дневникот дава можност да се запише денеска нешто што станало некогаш, како хрониката да се води без оглед на дневниот тек на настаните. Се заборавиле имињата и местата, се изумиле датумите, се смешале годините, па и децениите, и така станува интересно да се види што се задржало во споменот од она што би можело да биде вклучено и во еден дневник, воден од ден на ден. При ваков пристап е појасно што било особено важно за хроничарот, па се вселило трајно во неговата душа. Некаква импресија, некаков лирски подем, некакво размислување, некаква случка. Се разбира дека сосем строго земено насловот Дневник по многу години не ги покрива подеднакво адекватно сите тие толку различни содржини. Но кој наслов може да задоволи едно такво строго барање? Некој би помислил дека во овој случај е позгоден насловот Сеќавање.
Но доста е да помислиме дека оној кој евоцира спомени се прикажува како сведок и учесник на важни настани, па да се откажеме од таквиот избор. Во моите записи има малку нешто важно во поширока смисла. Тие водат кон едно литературно, дури често и лирски обоено прикажување на забележаното и доживеаното во човечката секидневница. Тука завршува цитатот од Конески, кој е уводи во неговата не само теорија, туку и интерпретација на расказите. Имајќи ја предвид специфичната жанровска, стилска, тематска и интенционална припадност на прозните текстови на Конески, може да се направи ваква подробна класификација на тие текстови. Прво, имам 4 групи на такви текстови. Во првата група спаѓаат текстовите кои имаат стабилен и јасно маркиран жанровски идентитет, ги спомнавме. Истите тука спаѓаат текстовите кои според својата генеза, но и според интенцијата на авторот, па дури и според рецептијата од страна на читателите, се третирани како раскази, без двоумење, и кои спаѓаат во редот на традиционално дефинираниот фикционален, уметнички, книжевен жанр на расказ. Тоа се расказите од Лозие, како што веќе ви е јасно. Во втората група спаѓаат интимните автобиографски записи кои имаат сроден или докнижевен идентитет, кои се пишувани како задоцнет дневник по многу години. Во ваквите текстови се меша мемуарското со фикционалното, односно прагматичното со естетското начело. Во третата категорија влегуваат свесно двојно кодирани текстови, кои се подложни на променлива рецепција и жанровска идентификација. Се работи за така наречената поетизирана проза, односно за прозаизираната поезија. И самиот Конески ја менува својата перспектива по однос на нивното жанровско и естетско толкување и класифицирање. Па тие еднаш се дефинирани како песни во проза, а друг пат како проза. Се разбира, не сите песни во проза, Блаже ги сврстува застапува во неговите прозни книги, но како принцип би можело да се каже дека таквата негова интенција и може да се пренесе, да се проектира, да се рефлектира и врз другите негови песни во проза. Во четвртата категорија текстови спаѓаат оние текстови кои се неспорно и очигледно поетски текстови, тоа се само 2 лирски песни, вклучени во дневникот, и оние евидентно критички записи, исто така неспорно критички записи, кои се вградени исто така во комплексната дневничка прозна форма во неговите дневници. Таквите текстови се дополнително идентификувани како прозни дневнички записи во склад со желбата, намерата, авторската интенција на Конески. Значи, предходно тој некаде тие текстови, да кажеме, критички ги говорел во некоја пригодна ситуација, потоа ги вклопил во своите дневнички записи. Сега како можеме да направиме една сума сумарум на она што е доминантно карактеристично од стилска гледна точка во кусите раскази, дневничките записи на Конески. Тоа е предмет на овој кус, втор дел на предавањето, затоа што едно посеопфатно толкување на стилот на расказите на Конески би го оставила за некоја следна прилика. Конески има напишано вкупно 10 раскази во класична смисла на зборот, под следните наслови. Самите наслови се исто така индикативни за да видиме начелно нивниот тематски, да кажеме, интерес. Лозие, прочка, изложба, пречек, потез, песна, чевли, љубов, заклано, крувче и крчмите. По нивното интегрално објавување во Лозие, збирката раскази, Конески повеќе не објавува друг расказ во традиционална прозна жанровска смисла на зборот. И покрај тоа што Конески во овие раскази користи миметични, реалистични, референцијални и линеарни раскажувачки стратегии или постапки, се забележува сепак дека во нив доминира или се забележува присуство на интересот за интроспекција, значи интроспективни евокации, сеќавања,
на раскажувачките ситуации, како и интересот за психологизација на ликовите и на раскажувачкиот амбиент. Тоа значи на хронотопот на расказот, на просторот и времето кој се доловува на она што е раскажувачки свет на расказот. Поради сето тоа, на заден план се поставени другите раскажувачки функции во овие типично реалистични раскази на Конески. Тоа е динамичноста на дејството, пресвртите кои се наративните ситуации во финеси доловени, полифоничноста на говорот и симулакрумот на фикционалниот израз. Значи, на некој начин тие се занемарени во прилог на она што уште во зародиш се пројавува како поетска интенција кај Конески. Иако пишува раскази, да дојде до израз неговиот поетски говорен интерес. Одбивајќи да им робува на жанровските конвенции, Конески посега, значи уште во самиот старт, по слободен прозен поетски израз, свесен за своите лични творечки предиспозиции, тој прави коренит пресврт по однос на прозното творештво веднаш по создавањето и објавувањето на лозие, иако тој процес, можеме да кажеме, творечки не се одбива за кратко време, не е мигновен, туку доаѓа до израз дури после отприлика 20 на 30 години, по 70-тите години. Конески, значи, дефинитивно се свртува кон она кое е иманентно својствено на неговата изразна, творечка, стилска и психоментална конституција, а тоа се поезијата, сеќавањето и есејот. Официјално од 81, а де факто веќе од 54 година, кога ја објавува песната во проза Јоргован во разгледи, односно 55-та кога ги објавува своите први прозни записи, во првото издание на збирката песни Везилка, Конески започнува да го развива својот интерес за слободната, отворена форма на раскажот, односно за хибридизација на нарацијата, со примена на комбинирани постапки, поетски, есеистички и мемуарски стратегии. 80-тите години на 20-тиот век конечно се години на поетската проза на Конески. Тогаш се објавени повеќето негови песни во проза, обележани од лирското начело и се подложни на монологичност, тука го користиме терминот во бахтиновска смисла на зборот, наспроти диалогичноста и полифоничноста карактеристична за романескната и драмската реч. Песните во проза на Конески се свртени кон сеќавањето, сватено како првичен исконски облик на спознавање. Сеќавањето е поетизирано, ритмично, чувствено, параболично, психографско, било да е предадено во форма на интимни автобиографски записи, свежи дневнички записи или како задоцнати мемуарски реминисценции. Веќе од 1988 година Конески се свртува поексплицитно кон мемуарските и дневничките записи, што исто така умее, особено во некои текстови, да ги поетизира и да ги интимизира. И дури би се рекло дека тие многу му соодветствуваат, му одговараат на неговиот поетски доминантен интерес и израз. Таа стратегија на интимизација на прозата, на дневничкиот запис е очигледна во неговиот дневник по многу години, напишан и реконструиран со големо задоцнување како сеќавање на некогашната реалност, така што повеќе е симулација на дневник, одошто дневник во традиционална смисла на зборот. Во овој поетски дневник дискурсот е хибриден, делумно мемуарски, делумно фикциски, делумно поетски, есеистички, а делумно содржи дури и елементи на мистификација. Сето тоа заедно им дава известна загадочна, енигматична димензија на овие навидум нефикционални прозни текстови на Конески. Дневничките реминисценции играат улога на катарсичен чин, на една анамнеза, на едно сеќавање кое прочистува, просветлува и можеби утешува, ако се послужиме или алудираме на, евоцираме некои стихови и записи на Конески за, да речеме, терапевската или таа утешителна, па и лечебна функција на уметноста, вклучително и
и на дневничката, да кажеме, проза. Таков е перформансот, би рекла, на севкупната дневничка, автобиографска проза на Конески. Голем дел од неговите дневнички записи, посебно оние од дневникот Нишка бања, најинтимните, Конески ги пишува кон крајот на својот живот, 988 година, значи пред да дојде оној миг, како што тој вели, кога и споменот исчезнува. Мемоарските сеќавања на Конески се поетски реконструкции од временска и од вредносна дистанца на некои негови лични и на некои екзистенцијални собитија. Во нив се избледнети елементите на реалноста, на опис, па затоа описот е слободен, селективен и веќе погледнат, фокализиран низ една нова филозофска перспектива, нешто што е карактеристично и за прозата и за поезијата на Конески, а кое се искажува во еден лирско-есеистички стил, специфичен за севкупното творештво на Конески, особено ова кое е книжевно-уметничко. Тоа заврши овој кус увид, би рекла, жанровски и стилски кон кусата проза, фикција на Блаже Конески, за што можеме сега и да поразговараме.